Кажете ми, кој е главниот фокус на денешната дебата и на што повеќе ќе се фокусирате, да кажам, да не се повторувам? Па добро, денешната дебата е насловена географија и политика и во тој контекст мислам дека многу интересна со оглед на сите случувања и со руско-украинската војна и трговската војна, САД и остатокот на светот и така натаму, така да мислам дека е интересна, но за нас, за Универзитетот Американ Коледж е продолжување на низа активности што ги имавме во овој контекст. Ние да речеме од почетокот на руско-украинската криза имавме ова ние веќе трет настан, имавме два настан, едниот беше посветен на зајакнување на источното крило на НАТО. И имавме гости од сите земји што се, да речеме, во источното крило, Полска, Унгарија, Словачка, Чешка, Бугарија и така натаму. И имавме уште еден настан што беше насловен на взаемната поврзаност помеѓу ЕУ и НАТО од аспект на безбедност. Така да мислам дека е убаво да ги прошириме хоризонтите, да видиме како гледаат и други земји и други универзитети. Денеска се со нас Универзитетот Католика од Рим, со кој што имаме договор за двојна диплома по политички науки, и Универзитетот Корвиниус од Будимпешта, со кого што еве сега воспоставуваме соработка покрај Етваш Лорант од Будимпешта, така да мислам дека ќе биде интересно, така ново светло на овие настани. Вие во вашиот говор што точно на што ќе се осврнете? Па добро, мојот е протоколарен, повеќе да ги поздравам, да се заблагодарам на сите учесници, така да јас сепак мојата сфера е во доменот на бизнисот, не се сметам за експерт во оваа област. Така да мислам дека професорите што ќе бидат главни говорници се по-репрезентативни за таа приказна. Сакам, бидејќи темата е тука некаде блиска, како гледате на состојбите на земјава во однос на соседна Бугарија и евроинтегративниот процес? Па добро, ќе има ли побрз развој или ќе тапкаме во место? Па добро, тоа е не само соседна Бугарија, тука е сериозна одговорност на Европска унија, која што перманентно е, да речеме, во една нефер поставеност кон Македонија. Ние единствено направивме тукави жртви, неколку прати промени на уставот, на знамето и така натаму, за да сега бидеме, да не речам, малтретирани, ставени во неповолна позиција поради почитување на малцински права, каде што сме едни од лидери во Европа. Така да се надевам дека владата, дипломатијата ќе работат прво на убедување на западните престолнини, второ и на, да речем, браќата и роднините од Бугарија дека никој ништо не добива со ваков начин на блокирање на Македонија, дека е потребен исчекор веројатно и од двете страни за да се најде солуција и да тоа и да одиме напред. Едноставно не е во ред ова што се случува со државата, а и не е принципиелно. Ние имаме ситуација да Југославија поранешна, половина држави се во Европска унија, другата половина не се. Тоа едноставно не е во ред. И имаме исто така една позиција која што перманентно ја отвора, например, Петер Сијарто, министерот за надворешни работи на Унгарија, кој вели како е можно 3 држави да се добри за НАТО, а да не се за Европска унија. Говори за Црна Гора, Албанија и Македонија. Сега, ако гледаме точки и заперки, секогаш ќе најдете некоја забелешка, но треба да се гледа токму геостратешки и мислам дека тоа е добар контекст овој настан денеска.